Напад на Сиетл. Меки. Гери Пейтон сега греши. Скок на Майерли. Три тройки постигна Ден Майерли. Дали е тоа лична грешка на Шон Кемп, четврта би била. Кевин Джонсон. Баркли. Милер. Поени на Чарлс Баркли. Неговата серија на поени трае. И на почетокот на третата четвртина. Немаше среќа сега Рики Пирс. Перкинс. Перкинс. Топка за Феникс. Многу умешно го направи тоа Кевин Джонсон. Но најголема заслуга што е задржан противникот, Чарлс Баркли. Игра како во транс, секаде е каде што е топката. Човек со многу енергија. Майерли. Блокада на Кемп. Тешко е да се мине покрај неговите долги раце. Рики Пирс за 3 поени. Тројка. 57 спрема 61. 4 разлика за Феникс. Баркли. Майерли. Лоша позиција имаше Баркли за да му се додаде топката. Кемп прецизно. Внимателно, елегантно, бидејќи таму беше Чарлс Баркли, фантастичниот скокач и само 2 разлика за Феникс. Двете екипи имаат своји периоди во играта. Джонсон. Тренерите не менуваат многу, играат главно со играчите што го започнаа над преварот. Пейтон. Перкинс. Израмнување 61-61. Тайм-аут за Пол Вествал. They get out on the break well. This time right here, Ricky Pierce kicks it over to Sean Kemp. He scores. Then they come right back with a good decision by Sean Kemp. He knows he's got 4 fouls and he didn't foul that time. Kicks it to Sam Perkins for 2. Game 5 tied. 9:47 left in the third. In Phoenix, the sun is setting on this day, and for the Suns, Феникс Санс, сонца е оној додаток на името на Феникс. 61. And here's the Barkley comparison first half, averaging 14 again. Во првата четвртина 14 поени. Actually at 16 in the first half counting tonight. Милер. Баркли. With 2 in the second half and draws the foul. Концентрација на 8 играчи на мал простор. Figures he wanted the officials to know he was going to shoot that. Yeah. Фаулиран Баркли. It was a good pump fake, but he was still on the ground. This was a good call. И сега скока Баркли, нешто се лути. Trying to draw, I guess, the two Знае претемпераментно да реагира на одделни одлуки на судиите. Eric McKee's third foul. Сега бараше слободни фрлања. Майерли. Джонсон. Ричард Думас е во петорката на Феникс. Джонсон го сакаше, многу го сакаше топката. 63-61. good move by Paul Westphal, getting him in there, and Oliver Miller has responded. Пейтон. Like he's not tired or worn out by that Пирс. stomach crew that he had. Oh, great pass by Додавање за Дерик Мекки. Kemp is doing an excellent job of reading where the defense, in terms of the double team, is coming Тоа ќе from. бидат слободни фрлања. Derek McKee Штета што во првиот обид Меки не успеа да ја реализира ова додавање, асистенција на Кемп. Лична грешка на Милер.
to start the game has his fourth within Високо рамниште на играта start of the second half. во Феникс на вечерашниот надпревар. Point. Рамниште кое што бара финале на западната конференција. 9 минути до крајот, 63 спрема 63, 9 минути до крајот на третата четвртина. Кевин Џонсон. Обит на Думас, непрецизно. Пирс, Пейтон, Кемп. Израмнување. Многу нешто зависат од овој надпревар. Не, тоа е водство на Сиетл, 65 спрема 63. Би рекол клучен надпревар. Резултатот е 2 спрема 2 во досегашниот дуел. Маерли. Прецизно. Иако беше блокиран од тешка позиција. 65-65. Пирс. Перкинс. Се реши за влез. Прецизен Перкинс. Маерли. Возвраќа многу брзо Феникс. Сега Ден Маерли е тој што главно поентира, еве 17 поени, има 3 тројки и 4 пати за 2 поени, прецизен. Резултатот и натаму изедначен. Кемп. Пейтон. Пирс. Офанзивен скок на Перкинс. Беше турнат. Лична грешка на Милер. Гледате Баркли како умешно го проигра Маерли. Дури стигна до противничкиот кош. Пирс. Думас за малку беше кус, само ја изфали топката во аут. Одлично во одбрана играат кошаркарите на Феникс. Меѓутоа Сиетл успева да најде решение. Кемп, двајци играчи крај него. Влезна Кемп. Пирс. Одлично скокаат кошаркарите на Сиетл. За 3 поени Пирс, прецизно. Втора тројка. Рики Пирс. 2 пати за 3 поени, 2 пати прецизен. По стапките на Ден Маерли. Џонсон. Думас. Поени на Шон Кемп. Многу е убаво кога за десетина секунди завршуваат нападите, кога секоја и најмала шанса да се организира контра се реализира. Ова се неколку минути на Сиетл Суперсоникс. They've outscored Phoenix 18-8. 72 спрема 67 за Сиетл, 5 разлика и тоа е највисоко водство за гостите од Сиетл. Well, with less than 3 minutes remaining in the first half, Phoenix led by 11, and now Seattle making up the deficit and enjoys its biggest lead 5, and it's the front court scoring that has really done a turnabout for Seattle. 11-2 now in this second half. Barkley. Tom Chambers makes his first appearance. Том Чемберс прв пат во петорката на Феникс, Баркли уште еднаш онаму каде што треба. 69 спрема 72. Лична грешка над Меки. Ја направи Том Чемберс, некогаш беше еден од најдобрите бели играчи во NBA лигата, меѓутоа неговата звезда е во залез, има 33 години. Кемп. Перкинс. Меки со нешто што личеше на хорок, на скајхук, нешто помеѓу. Маерли.
Од самиот почеток во петорката на Феникс, тој и Баркли максимална минутажа. Баркли, Маерли за 3 поени, прецизно. Четврта тројка на Ден Маерли. Пейтон, многу брзо враќаат кошаркарите на Сиетл. 74 спрема 72. 5 минути до крајот на третата четвртина. Ова е кошарка за сладокусци, што ретко може да се види на овие наши простори. Лична грешка на Перкинс. Делува мирно, незаинтересирано, да се работи за човек со многу кошаркарско искуство, со изворедна рака, кој знае да го реши над преварот. Триаголникот Джонсон, Баркли, Маерли. Баркли. Чемберс. Дури во вториот обид, откако беше блокиран од Майкл Кейдж, 74 спрема 74. Тешка, неизвестна битка за трета победа. Пирс. Перкинс. Онаму каде што е најгусто. Чемберс му ја одзеде топката. Френк Джонсон. Перкинс сега успеа да исправи грешката од она предмалку во напад. Пирс. Лична грешка на Джонсон или Баркли. Турнат беше Перкинс. Френк Джонсон, 8 сезони во NBA лигата, 3 сезони во Италија, има 34 години. Топка од страна за Сиетл. 12 грешки Феникс, 7 Сиетл. Пейтон, Перкинс. Влезна Перкинс, тоа е кош и дополнително слободно фрлање. Лична грешка на Марк Вест. Играше во првата четвртина Марк Вест и по подолго време еве го се врати во игра. Дури сега тренерите почнуваат малку да калкулираат со најдобрите своји играчи, со столбовите, кои мораат да имаат свежина за завршницата во еден ваков жесток надпревар, исцрпувачки и апсолутно неизвесен. Непрецизен Перкинс, 76 спрема 74, 3,5 минути до крајот на третата четвртина. Джонсон. Баркли. Лична грешка, Еди Джонсон. Два пати беше избран за шести најдобар играч во NBA лигата. Тој во Феникс дојде во замена за Ксавиер Макданиелс, кој сега игра за екипата на Њујорк. Еди Джонсон игра против некогаш своите соиграчи. Лична грешка на Пейтон. Втора лична грешка. Малку се послужи со нога. Баркли. Еди Джонсон. Френк Джонсон, простете. Греши. Тука беше Кейдж. Ја исправи грешката брзиот Джонсон. Чемберс. Маерли. Уште 5 секунди за овој напад. Обит на Маерли за 3 поени. Фантастично. Петта негова тројка. Колку само тешка и неизградена позиција беше.
на истекот од нападот 77-76. Ова се тие двојно вредни поени. Еди Джонсон враќа тројка за Сиетл. 79-77. Каква игра само во Феникс, каков дуел, вистинско финале на западната конференција. Дека ништо не е случајно во NBA лигата, го илустрира и пласманот на четирите екипи, на финалистите по конференции. Четирите најдобри екипи во првиот дел од NBA лигата се пласира за полуфиналето. Феникс на запад, Нью Йорк на исток има најголем број на победи, па оттаму и оној дуел меѓу Нью Йорк и Чикаго е супер интересен, 2:2 е во победи, но ке треба да се игра петтиот надпревар. Сега уште еден фантастичен кош на Гери Пејдж, 81-79. 1,5 минута до крајот на третата четвртина, можеби најквалитетна во досегашниот тек од надпреварот, кој има на вистина максимално високо квалитетно рамниште. Скок на Майкл Кейдж. Перкинс се обиде да мине покрај Маерли, добро беше поставен. Френк Джонсон. Чемберс. Маерли за 3 поени. Тројка на Маерли. Ова е неверојатно. Шеста негова тројка од 7 обиди. 82-81. Се игра последната минута од третата четвртина. Во делириум љубителите на кошарката во Феникс. Минути на Ден Маерли. Неповторлив надпревар, неповторлива партија на деветката на Феникс. Тешко е да се игра против двајца такви играчи како што се Чарлс Баркли и Ден Маерли. Сиетл дава максимум во овој надпревар. Баркли. Еве го тоа. Уште 20 секунди до крајот. Кейдж. Перкинс, уште 2 секунди до крајот. Непрецизен, Маерли малку и со рака се послужи. И ова е промашување од голема далечина. Ден Маерли, 26 постигнати поени, 6 тројки од 7 обиди. 3 разлика за домашните кошаркари, па Јанок над Феникс. Звезди на вечерта Чарлс Баркли и Ден Маерли кај домашните. Во гостинската екипа исто така многу светли фигури како што се Шон Кемп, Гери Пейтон, Рики Пирс. Топка за Френк Джонсон. Спектакуларен надпревар, особено третата четвртина, која што донесе највисок можен кошаркарски квалитет. За топката ќе скокат Кемп и Френк Джонсон. Кемп 210 сантиметри. Направена е лична грешка од Чарлс Баркли. Игра фантастично и невообичаено е мирен, протестира, прави гестикулации со лицето, меѓутоа за разлика од други надпревари, со оглед на важноста на овој што се игра, многу мирен е Баркли. Кемп. Штета. Джонсон. Баркли. Со тројца кошаркари на плеки успеа да поентира. Ке има и дополнително слободно фрлање. Не случајно е што
му се приближува по популарност, по квалитетот на неповторливиот Майк Джордан, единствениот кој може да се споредува со вонземјанинот од Чикаго, прецизен и во дополнителното слободно фрлање. 36 поени на Баркли, 87 спрема 81. Меки, непрецизно, скок на Баркли. Джонсон, Маерли, Баркли, Джонсон, надвор од теренот, му беше избиена топката на Том Чеймберс, кој бара лична грешка. Баркли. Уште 5 секунди за овој напад. Маерли од голема далечина и ова е неверојатно. Ова е за историја на кошарката. Толку прецизна рака на Ден Маерли. Тоа е 7-ма негова тројка. И изедначен е рекордот на Чак Персон. И веднаш тоа статистиката го илустрира, уште една тројка и ќе влезе во историјата на NBA лигата. 90-81. Фаулиран Майкл Кейдж. Што се однесува до тројките, тој го изедначи рекордот на NBA лигата што се однесува до плейоф над преварите. Инаку 8 тројки оваа година постигна Реджи Милер од екипата на Индијана, што е апсолутен рекорд во најквалитетната светска лига. 8 сезони во NBA лигата, во Сан Диего беше на студии. И сега, наистина, треба да се сватат кошаркарите на Сиетл, кога им се случи несреќа да ги имаат против себе изворедно расположените Баркли и Маерли. Баркли сепак изфрли топката во аут. Тоа беше обид на Еди Джонсон. Сиве овие напори, темпото на преварот го илустрираат овие грчеви на лицето, овие гримаси. Ретко можеме да гледаме една ваква кошарка. Што ли ќе донесе финалето? Кевин Джонсон во петорката на Феникс. Баркли. Прецизно. Дали кошот важи? Мала интервенција на Макмилан кај судиите. Джордж Карл не може да биде незадоволен, не може апсолутно ништо да им приговори на своите соиграчи. Маерли. Чеймберс. Прецизен скок на Марк Вест. Четврта лична грешка на Нейт Макмилан. Джонсон, Баркли, Маерли, Кевин Джонсон. Погрешно. И погледнете само како се отвара контранападот на Сиетл. Шон Кемп. 84 спрема 90. Уште долги 9 минути до крајот, а мали 6 разлика. Тоа го знаеме од претходниот тек од надпреварот. Апсолутно ништо не значат на две ваки изедначени екипи. Джонсон. Поени на Чеймберс. Асистенција на Кевин Джонсон.
Први поени на Том Чеймберс. Кемп. Уште еднаш Кемп. Се обиде со лева рака, откако изнуди лична грешка. Слободни фрлања. 19 поени постигна на третиот надпревар Шон Кемп. На вечерашниот далеку повеќе. Ова е реакцијата на Дени Ејндж по кошот што го постигна Чеймберс. Минатата сезона играше во екипата на Портланд, играше во финалето против Чикаго Булс. Голема шанса има Дени Ејндж да игра ново големо финале за титулата. 92-86. 6 разлика за Феникс. Кевин Џонсон. Блокада на Чеймберс и уште еднаш се обидува да му направи простор за удар или за влез. Чеймберс и уште еднаш прецизен искусниот Том Чеймберс. 8 разлика на 8 минути до крајот. Кемп му побегна топката. Како да не можат се ова да го следат кошаркарите на Сиетл, ова жестоко темпо што го знаметна Феникс. 14 грешки на Феникс, 8 на Сиетл. Баркли, Кевин Џонсон, Чеймберс. Баркли не знае да сгреши. 35-ти поен на Баркли. 58% реализација на Феникс. Кейдж. Кемп. Крај него е Милер. Кемп се решава од полудистанца, прецизно. Многу добар играч. Еден од најдобрите центри во лигата. Иако има искуство од 3 сезони. Извонредна инвестиција во него има Сиетл Суперсоникс, 23 годишен е. Маерли. Што е судено? Дали е тоа лична грешка на Кемп? И сега станува критично за него, тоа е четврта или петта лична грешка. Чарлс Баркли огромен има придонес во досегашниот резултат на екипата на Феникс, како и Ден Маерли, кога што го гледаме на линијата. 2 звезди на надпреварот во бели дресови. 98-88, 10 разлика. Може да биде решавачка оваа предност. Пирс. Кемп. Кошот важи, ке има и дополнително слободно фрлање. Поени што можат да ја вратат во живот екипата на Сиетл. Шон Кемп е тој кој ја зема одговорноста врз себе, го чувствуваат тоа и неговите соиграчи, па постојано го проигруваат. Прецизен и во дополнителното слободно фрлање. Од прилика 30 на постигнати кошеви треба да има Шон Кемп до сега. Маерли. Баркли, кај него е Перкинс. Џонсон, уште една асистенција на Баркли. 100:91. Пирс. Кемп. Кај него е Милер. Кемп. Лична грешка на Баркли. 35 поени, 12 скокови, 10 асистенции, трипл-дабл на Чарлс Баркли. Тоа е најценетиот учинок во NBA лигата што може да направи еден играч, што го регистрира, што се води како
статистички податок. Нему е тоа непознато на Баркли. Греши Кемп. Сега прецизен. 8 поени предност за Феникс, 100:92, 6 минути до крајот. Кевин Джонсон. Извонредно искусна петорка на Феникс. Баркли, Милер, Маерли, Чемберс и Кевин Джонсон. Влез на Джонсон. Тешко е покрај Кемп. И тоа треба да е топка за Сиетл. Мислам дека Чемберс последен ја исфрли. Така е, топка за Сиетл. Кемп. Чекори. Како да се умори и Кемп, како премногу да размислуваше на кој начин да ја заврши акцијата, па направи чекор повеќе. 36 скокови до сега Феникс, 23 Сиетл. 13 повеќе имаат домашните кошаркари и тука треба да се бара една од причините за резултатската предност на домашниот тим. Блокиран Чемберс. Уште еднаш Чемберс. Не го сакаше сега топката, скок на Кемп. Перкинс. Откако беше досуден фаул, се обиди да поентира. Али е тоа лична грешка на Баркли? Втора лична грешка на Чарлс Баркли. Не е воопшто критично за него. Во еден здив го одигра над преварот. 6 поени Сем Перкинс. Прецизен од линијата. И уште еднаш мир на неговата рака. 5 минути до крајот, 6 разлика за Феникс. Баркли. Джонсон. Чемберс. Уште една одлична блокада, тоа беше Мекки. Дерик Мекки. Исто 210 сантиметри има, колку и Шон Кемп, тоа е тандемот, центарскиот тандем на Сиетл. Маерли. Баркли. Една од ретките грешки на Чарлс Баркли. Еве шанса сега за Сиетл. Перкинс. Влез на Кемп и негови нови поени. 4,5 минути до крајот, 4 разлика за Феникс. Станува супер интересно пак. Надчовечки напори на кошаркарите на Сиетл да ја анулираат предноста на домакинот. Джонсон. Маерли за историјата на NBA лигата. Не, тоа е Чемберс. Простете, тоа е Чемберс. Кемп. Лична грешка на Милер или Вест. Тоа е Марк Вест. Се играе извонредно чисто, коректно, надигрување на секој дел од теренот. Ќе има ли сили Шон Кемп во ова темпо да го заврши над преварот? Постојано се игра на него, товарот на одбраната исто така е на неговите плеки. Прецизен Кемп. Вест отиде на клупата.
Sean Kemp. That's why he had 26 points because he's looking for the ball. And 5 razlika za Phoenix. Johnson. Chambers. Odlična blokada na McKee. Ne, to беше Рики Пирс. Тешко излегува навкрај Том Чемберс со одбраната на Сиетл. Уште 8 секунди за овој напад на Феникс. Джонсон, уште 4 секунди. Чемберс бара топка во последната секунда прецизно. Решавачки поени. Пирс. Кошот важи, ќе има и дополнително слободно фрлање. Лична грешка од Чемберс. Успе да се ослободи од Дерик Мекки и во последната секунда да поентира. Дваесет и два коша на Рики Пирс, еве го и 23-тиот. 101 спрема 105, 4 разлика, долги 3 минути и 10 секунди. Милер непрецизен, но тука е Баркли. Уште еден офанзивен скок, нови поени, 107 спрема 101. Пирс, уште еднаш Баркли, беше фаулиран и гледате како умешно истиот момент кога се огласи свирката и упати топката на противничкиот кош. Лична грешка на Перкинс. Нов тайм-аут. Во овие 3 минути може да се очекува многу прекини, сега веќе ќе се тактизира, ќе се оди на лични грешки, на како што е вообичаено. Таков начин на игра треба да диктира Сиетл, кој има негатива, минус од 6 поени. А сега и слободни фрлања уште на Чарлс Баркли, кој има шанса да ја зголеми предноста. Tough to compete with the NBA. Any sport is tough to compete with the NBA. Well, the meaning of 38 поени на Баркли, 13 скокови, 10 асистенции. describe that to all of us because tonight Учинок достоен, достижен само на најголемите кошаркари. he showed us the difference of a star and a superstar tonight. That matches his career playoff high, 39 points. It's 200. The Phoenix record. Tom Пейтон. scored 41 against the Lakers. And Chambers finished the Добараше Меки, лична грешка Чемберс. might call it T on him. He's watching him. That's the third on Chambers. One thing about Joey Crawford as a referee, first we'll go to the replay. See, he doesn't like to be showed up. He don't want any player to incite the crowd. And he's probably going to tell Tom Chambers. Трета лична грешка на Том Чемберс, немаше голема минутажа, влезе во втората половина од надпреварот. Casper sometimes ghostly because he disappears, and he's been quiet tonight. That's only his 9th point. Been tough on the defense. Дерик Меки, 5 сезони во NBA лигата од But I don't think he Алабама, универзитетот, преиде во професионалци. Phoenix defense with double teaming him every time he touched the ball down low. He gets only Скок на Маерли. Steve Jones said that George Karl wants his team to start trying some threes. Маерли за 3 поени. Непрецизно, но уште еден офанзивен скок на Баркли и ефектно забивање. Величествениот сер Чарлс Баркли. Звезда на вечерта. Рики Пирс тројка. Pierce, listening to what Karl advised, hits the three-pointer. 26 for Pierce. Како филм за кошарката, фантастичен надпревар, 41 поен,
најмногу постигнати во плейоф надпреварите во кариерата на Чарлс Баркли. 111-105, Кевин Джонсон. И натаму жестоко играат кошаркарите на Сиетл, надчовечки напори, фанатични обиди да се постигне што подобар резултат. Джонсон. Чемберс. Уште 2 секунди за овој напад. Чемберс. И изминаа 24 секунди. Не успеа кошаркарите на Феникс да упатат удар. Тайм-аут за Пол Вестфал. Точно 2 минути до крајот. На играта на Чарлс Баркли може да аплаудира и еден Майкл Джордан. Ноќ над Аризона. Блескава партија на Феникс и на Сиетл. Пирс. Лична грешка на Оливер Милер. Многу брзо кошаркарите на Сиетл сега ги завршуваат нападите, сосема очекувано. Неколку пати Сиетл успеа да ја анулира предноста на противникот. Една од ретките грешки на Рики Пирс, маскотата на Феникс. Уште еден тайм-аут за Пол Вестфал, 111-106. 5 разлика за Феникс. Неполни 2 минути до крајот. Пресинг на кошаркарите на Сиетл. Джонсон. Греши Милер. Шанса за Сиетл. Пирс. Обид за 3 поени, дали беше тоа Пейтон? Скок на Милер. Маерли. Баркли. Падна. Лична грешка над Перкинс. Направи Ден Маерли. Спречи контранапад. Чарлс Баркли и Ден Маерли. Сигурно најдобрите поединци на надпреварот. Слободни фрлања за Сем Перкинс. Дени Ејнч во петорката на Феникс. Пол Вестфал во целост се ослонува на искусните играчи, ево го Том Чемберс отиде на клупат. Само 3 разлика за Феникс, се игра последната минута. Милер. Голема шанса за Сиетл. Пейтон. Перкинс. Кемп. Ево го Кемп, прецизно, поем предност за Феникс. Започнува вистинска завршница на овој голем надпревар. Неверојатна драма. Маерли, тројка на Маерли.
Тоа е 8 негова тројка, тоа е рекорд на NBA лигата во плейоф над преварите. Апсолутен рекорд на Ден Мајерли со 8 постигнати тројки на еден надпревар во доигрувањето. Со тоа е изедначен рекордот што го држи Реджи Милер. Оваа сезона постигна 8 тројки и еве и овој рекорд го регистрира официјалниот спикер на нозе. Гледачите го поздравуваат овој подвиг на Ден Мајерли. 114 спрема 110. Уште 20 секунди до крајот. Од 10 удари за 3 поени, 8 пати Ден Мајерли беше прецизен. 34 поени на Ден Мајерли. И гледате со црвена звездичка регистрирани рекордите во NBA лигата. Ке влезе во статистиката на највидното место. Многу тајмаути сега ќе има во овие 20 секунди. По оваа тројка на Мајерли, шансите на Сиетл сведени на теорија. Да повторам уште еднаш, вториот дуел во источната конференција го играат екипите на Њујорк и на Чикаго. Моменталниот резултат е 2:2, поведе Њујорк со 2:0, две победи во Медисон Сквер Гарден. Чикаго успеа да изедначи, особено во четвртиот надпревар, извонреден Мајкл Џордан со 56 постигнати кошеви. Но неизвестноста трае, мала предност за Њујорк со тоа што евентуалната мајсторка би се играла во Медисон Сквер Гарден, како што е случајот и во дуелите меѓу Феникс и Сиетл. Евентуалниот седми надпревар ќе се игра во оваа иста сала. Кемп. Греши Кемп кога е најпотребно да погоди. Лична грешка на Дерик Мекки. Не е семоќен и Шон Кемп. Незаборавна кошаркарска вечер во Феникс. Уште еден скок на Чарлс Баркли. Најдиректно го невозможи Шон Кемп во намерата. За играта на Ден Мајерли може да се каже дека е неповторлива. Ретко може неговиот профил да постигне сличен учинок. 41 поен, тоа е личен рекорд на Баркли. Ево 42-иот. Сите почести во годинашнава сезона ги однесе Чарлс Баркли. Го стави во сенка Мајкл Џордан, кој сигурно нема да се задоволи со еден ваков исход. Сигурно биковите ќе направат се и трет пат едно по друго да играат во финалето. 15 секунди до крајот, 116-110 за Феникс. На чекор се од третата победа во петтиот дуел со Сиетл, кошаркарите на Феникс Санс. Поглед на соседството на Америка Вест Арина. Се е во знак на овој надпревар, гледате, пусте градот, очите се насочени вперени во мониторите, следејќи го овој надпревар. Голема шанса има Феникс да стигне до борба за шампионската титула. Во NBA лигата, во оној прв дел, Ден Мајерли имаше 38,1 насто реализација за 3 поени, 20 според учинокот е на таа листа на која што води Биџеј Армстронг. Меѓутоа, Мајерли во вистинскиот момент кога е најпотребно ги наштелува нишанските справи. Топка за Сиетл. Пейтон, Кемп,
Немаше потреба Мајерли да се става во искушение, да направи и дополнителна лична грешка. 112 спрема 116, фаулиран Френк Џонсон. Тоа ќе бидат слободни фрлања. Брзо кошаркарите на Сиетл направија лична грешка, тоа е брзиот Бена Берос. Слободни фрлања за Џонсон. Да повторам уште еднаш, во третиот надпревар имаше клучна улога во победата на Феникс. Во последните 13 минути постигна 10 поени. Толку наивна е оваа физиономија во завршницата, а толку жесток Баркли во текот на целиот надпревар. Уште неполни 7 секунди до крајот. Го оставаат Кемп да стигне до обрачот. 33 поени на Шон Кемп. Неполни 3 секунди до крајот, уште една лична грешка. За жал, извонредната игра на Шон Кемп нема да биде крунисана и со победа. Меѓутоа, видовме еден голем играч, пандан на Баркли и Мајерли од спротивната страна. Слободни фрлања за Дени Ејндж. Повлечен од игра Чарлс Баркли, неколку пати Пол Вествал го повикуваше, меѓутоа овој ги одбиваше намерите на тренерот со аргументација дека може да одигра фантастични 48 минути. Ево и Мајерли е повлечен, тоа е вистинска награда која што дојде од тренерот. Последна шанса за Сиетл и крај на средбата 120 спрема 114.